Винаријата Попова кула во близина на Демиркапија е наш предизвик да ја запознаеме пошироката јавност со незината функција, постоење, значење и пред се за развојот на економските и другите прилики на овој дел од Македонија. Од кога постои Попова кула, зошто ја изградивте? Попова кула почна да работи во 2005 година. Значи прва берба имаше 2005 година, а иначе почнавме да ја градиме од 2004. Но прва берба 2005 и веќе во 2006 година бевме на пазарот со 5 вина, за потоа пополека да ги зголемуваме бројот на вината. Зошто ја изградив, тоа ми е така едно доста интересно прашање. Често си го поставам, но и го знам одговорот, секогаш што пак се навраќам на тој одговор. Значи, нели, јас сум од Кавадарци, цел живот имавме како фамилија лозје и грозето го продававме на некои од големите винари во Тиквешијата. Кога отидов на магистарски студии во Америка, ја посетив Напа Валеј, долината Напа, која е така светски значајна долина за производство на вино. Во таа долина што не е поголема, туку некаде тука е колку Тиквешијата, во тоа време имаше 280 и нешто винари. И сите винари гледаат да произведуваат што поквалитетно вино и сите винари беа вклучени во винскиот туризам. Таа Напа Валеј многу ме потсети мене на Тиквешијата и си реков дека тоа е она што би сакал да го правам, тоа е она што би сакал да го направам во Тиквешијата кај мене дома. Така да со таа идеја што ја добив негде 2000-2001 година, се вратив во Македонија и веќе во 2003 година почнав да барам локација, при што визијата беше дека сакам да направам винарија која што ќе биде добро позната, која ќе произведува врвни вина, кои што се бараат на светскиот пазар, но кој што ќе биде и туристичка дестинација, но многу битно посакувана туристичка дестинација. Така да со таа визија влегов и конкретно 2003 година, точно на 31 децембар, добив имотен лист од оваа локација кај што е сега Попова кула. И во 2004 година, грото од годината го потрошив на добивање на дозволи. Отпочнавме во октомври со градбата 2004 година и 2005, како што реков, на Богородица почнавме со првата берба. Така да зошто го направив тоа? Имав една инспирација од Напа Валеј и сметав тогаш и се уште сметам дека Тиквешијата има огромен потенцијал за производство на врвни вина, но Тиквешијата има и огромен, уште неиспитан потенцијал за развој на туризмот и мислам дека Попова кула веќе дава свој придонес во таа насока, конкретно во Тиквешијата. Од многу локации одбравте токму овој микрорегион на Демиркапија. Повторно прашање зошто? Па, нели, од Кавадарци, тогашниот градоначалник ми се налути, тога ме праша зошто не инвестираш во Кавадарци, но да бидеш пионир има многу ризици. Факт беше дека Македонија има многу малце туристи, во тоа време имаше негде околу 200.000 туристи на годишно ниво Македонија и јас бев свесен за тој ризик и затоа сакав да бидам што поблизу до автопатот, каде што имаме, тоа не се туристи, тоа се транзитни патници. Но си цело време мислев како тие транзитни патници, нели, да ги застанам, да ги претворам во транзитни туристи. Сакајќи, значи, да развивам некој вински туризам, мислев дека сепак треба да имам барем некој пул на потенцијални клиенти. Така да затоа реков дека ќе бидам негде покрај автопатот, во близина на автопатот, за да можам да ги таргетирам тие потенцијални туристи, нели. Сега барав неколку локации и некако сите врати беа затворени во 2003 година. На крај дојдов доста разочаран, морам да кажам, дојдов во 2003 година, новембар, дојдов на оваа прекрасна локација и веднаш ми се свиди локацијата. Почувствував една позитивна енергија тогаш на ова место. Тоа беше на недела. Во понеделникот бев веќе во катастар во Неготино, ми ги покажаа картите и увидов дека местото се вика Попова кула.
кога ми го кажа тоа, ми светна веднаш идејата и на една салфетка ја нацртав Попова кула. Тогаш таа хартија ја дадов на архитект па да го развиеме понатаму, да развиеме таа идеја за Попова кула, но така се роди самото име, нели? Оваа локација се вика Попова кула. Некогаш тука постоела Попова кула, тоа не била кула на некои попови, туку тоа била кула која што била изградена од попето, внукот на некој поп. Иначе таа кула служила како патарина. Или како на така, баш така. Па не баш буквално во она смисла што сега ние го мислиме како патарина, но нели во турско време тука не било Демир Капио, било село Бање, а овој пат што води, овие 600 последни метра што водат до Попова кула од Демир Капио, тоа во суштина до 1962 година бил главен пат на Македонија и тоа е еден од најстарите патишта на човечкиот род. Слободно можам така да кажам, со било кој историчар можеме да дискутираме на таа тема и многу интересна тема е. Како и да е, до 62 година, пред да се направат тунелите, тоа бил главен пат тука. А одеднаш под овој пат било село Бање. Сега бегот кој што бил тука во село Бање, он сакал да направи нешто како заштита, така да секој еден што поминувал и што сакал да оде по овој пат преку клисурата, Демиркапијската клисура, морал тука да помине и да биде проверен, нели, од безбедносен аспект, а можеби и како патарина да му земат нешто, не знам. Со која визија започнавте, господине Јордан, да го работите овој бизнис и каде сте сега? Малку низ една лична карта да го запознаеме она што е ваше економско милје. Значи, Попова кула ја изградив со идеја, тоа е со визија да стане добро познат производител на врвни вина кои што се бараат на светскиот пазар и да стане посекувана туристичка дестинација. Тоа беше визијата што сам почеток ја имав и што се уште не е официјална визија на компанијата. Така да се што сме правиле, секоја одлука што ја имам донесено е во склад со таа одлука. Па така и на почетокот кога градевме, ние изградивме една доста скапа зграда. Значи, вложивме доста во оваа зграда. Ние, нели, ако бевме само винарија, можеше да вложиме у нешто што е поевтино, за да само почнеме, па ајде после ќе градиме. Не. Одредивме така локацијата, така ја одредивме и зградата како ќе биде изградена, стилот како ќе биде граден и на таков начин понатаму продолживме. Значи, во првите години почнавме прво со производството на вино, затоа што немавме доволно капитал за да веднаш влеземе и во винскиот туризам. Почнавме со производство на вино, за покасно да го зголемиме и капиталот и капацитетот на винаријата. И во 2009 веќе влеговме и во туризмот преку завршувањето на изградбата на ресторантот и 11 соби од хотел и мала продавница. Со тоа што капацитетот на винарската визба, бруто капацитетот е 650.000 литри, но нели тоа кој ќе се каже изгледа многу, во суштина е доста малце и мораш нон-стоп да имаш празни цистерни, значи ние произведуваме негде од 100 до 150.000 литри вино и секогаш имаме негде околу 200 и кусур илјади литри вино кое што зрее кај нас. Така да со виното пораснавме во смислу на повеќе сорти. Сега, кога сме кај сортите, пак морам да ја кажам и мисијата на фирмата. Јас претходно ја кажав која е визијата на фирмата. Нашата мисија е да ги спасиме од изумирање и да ги презентираме на светскиот пазар локалните и регионалните сорти. И по тоа мислам дека сме единствени во Македонија. Јас морам горд сум да кажам и мислам дека не претерувам, дека ја спасивме станушината и од изумирање. Затоа што ние бевме единствената винарска визба што рече ние ќе произведуваме станушина. И јас сум многу горд на тоа дека ја произведуваме станушината. Живееме во свет на глобализација, каде што вредностите, производите или услугите кои што се докажале на некакви големи пазари, лесно ги превземаат малите пазари.
Македонија е мал пазар. Кај нас лесно доаѓаат стоки од поголемите пазари кои што таму се докажале. Меѓутоа и ние тука имаме некакви локални, дали се тоа вредности, услуги или производи кои што имат некаква вредност и кои што не треба да си ги забораваме и не треба да ги подценуваме. Во никој случај не треба да ги Освен станушината, што би ставило? Значи ние така придовме кон станушината и сега произведуваме црвено вино, произведуваме розе, кој што ни е најдобро продавано вино, произведуваме и црвено барикирано вино, но изненадување произведуваме и бело вино од станушината. Значи имаме 4 вина и се гордееме со тоа и слободно можем да кажем дека ја спасивме затоа што оваа станушина се пие низ едно 17-18 земји, од кои што да ги спомнам Канада, Америка, Германија, Шведска, Холандија, Австралија. Се надевам дека ќе влеземе брзо и во Русија. Во Кина сме влезени, така да со тие 4-5 најголеми земји, мислам дека сепак на глобална сцена сме присутни. Освен станушината? Освен станушината, ние сме единствена винарија во Македонија, кој што произведува една регионална сорта, а тоа е Прокупец. Значи, до 63-та година со пописот што го имавме во СФРЈ, 62-та месечина беше тој подпис, значи Прокупецот беше застапен на негде 35 до 40% од вкупните лозови насада во Македонија. Значи, Прокупецот беше значаен за нас, доминантен. И после тоа го снема наеднаш и сите го заборавија. Моментално во текушијата дали се произведуваат негде околу 60-70 тона Прокупец вкупно. Мислам дека и помалце од тоа, со тоа што ние го садевме и го возобновивме како такво и го произведуваме и тоа е едно фантастично вино. За мене станушината е македонско дојвеќе, а Прокупецот ми е принц. Значи, освен тоа, ние сме една од 2 месечина винари кои што произведуваме жилавка, со тоа што пак една регионална сорта. Жилавката другата винарија која што ја произведува е од повеќе лозови насада. Нашата жилавка е од едно лозје. Од еден теруар, од едно лозје, од една микролокација, Попова кула. Тука е одма над винаријата, првото лозје над винаријата е жилавката, така да тоа има една друга димензија. Освен жилавката, тука е и темјаниката како регионална сорта, иако тука може некој да дебатира и поинаку дали е регионална или не. Регионална сорта за мене, бела, фантастична, која што полека изумираше во Македонија, но се повеќе и повеќе и други винари ја прифатија и мислам дека во моментот е најбарана како сорта. И неизбежно вранецот како едно најзначајна црвена сорта за нас како тиквешија и можеби нешто по кое што ние можеме да станеме значајни на светската сцена. Така да тоа се 5 локални или регионални сорти кои што ние ги произведуваме и по таа палета на производи, нели по 1, 2, 3 вина од секоја од тие сорти, имаме единствено портфолио на производи кои што интересно повеќе како портфолио е интересно на страна отколку за македонците. Македонците некако повеќе одат кон интернационалните сорти и затоа и мораме да ги имаме тие, така да ние произведуваме од интернационалните Шардоне, Совиньон Бланк и Мускато Тонел од белите и од црвените Каберне Совиньон. Така да имаме интернационални сорти за да задоволиме винопијачите во Македонија. Политиката ни е да секое вино произлегува од едно лозје, од наше лозје кој што ние го контролираме. И насадивме лозја околу нас. Во моментот имаме 202 декари лозови насади. Тоа што го добиваме од нашите лозови насади, тоа го произведуваме како вино и тоа и го продаваме. Тоа има една подруга димензија, дава и во квалитетот на виното, кој што луѓето кои што се вистински љубители на вино многу го ценат. Кога ќе се каже едно лозје, single vineyard, и кога ќе се каже estate owned, на англиски, или собственост на
на производителот, на винаријата, има друга димензија. Многу подруго е нели да купуваш грозде од лево, од десно, напред, назад и да покушаш тоа да добиеш еден уедначен квалитет. Но тогаш теруарот е поширок теруар на Теквешијата или на Македонија. Во случајот со Попова кула, тоа е теруар Попова кула. Од овие лозе кои се на локацијата. Значи тоа дека вие не вршите откуп од индивидуалниот сектор, ниту од стопанство, да речеме. Во првите години, кога се уште не беа нашите лозе нели народ, не вршевме откуп, кога почињавме, но веќе сега не вршиме откуп. Она што го имаме некој мал откуп, но тоа е за трговија, во смисло на извоз на грози. Иначе не. Ке се ширите ли во овој сектор, директори? Зависно одиме чекор по чекор во развојот на лозарството, значи негде од пола до хектар до 2 хектари годишно растиме. Имаме некоја земја под концесија кои што ни овозможува да растиме, меѓутоа многу предпазливи сме во тој поглед. Големи се ризиците. После 2008 веќе економијата во светот е тотално променета. Многу поголеми се ризиците. И затоа ние сме предпазливи и одиме чекор по чекор, сакаме да видиме првен пазарот каде е, па потоа да одиме во ширење. Ние до сега во доста земји сме присутни, меѓутоа извезуваме помалку. Значи ние не извезуваме камиони, не извезуваме палети. Со вино присутни сме на повеќе пазари во светот, претходно спомнав неколку, да речеме Канада, Америка, Австралија, Кина, Хонг Конг и Јапонија, што би било некои далечни пазари, а во Европа сме присутни во Англија, во Лондон конкретно, во Шведска, во Данска, во Холандија, во Белгија, во Германија, Чешка нешто малку работиме, Босна, Србија, Албанија. Се надеваме сега да ја отвориме и Норвешка. Во моментот сме пред подпишување на некој мал договор за Русија, што би значило само едно почетно отварање на врата. На тие ќе видиме како ќе се развива рускиот пазар, затоа што има доста административни бариери и таму и во Кина има доста административни бариери, но да сме здрави и живи, ќе видиме како ќе се развива тоа. Воглавно сакаме да развиваме и други земји, имаме тим, имаме знаење како фирма наше внатрешно во фирмата од тимот и сметам дека полека ќе успееме да отвориме и други пазари. Туризам, вински туризам, нешто што беше мисловна именка за Македонија до 2000 година. Од тогаш нааму една нова приказна во која вие меѓу првите се вклучивте и според онаа што сега го гледаме, веројатно една од најуспешните компании од овој вид во Македонија. Благодарам за тоа мисловна именка, баш така беше. Кога почињавме, значи ова беше Гол Рит и тука беше една дива депонија на Демир Капија кога дојдов јас. Едно 20 кусур камиони првен џубриште изнесовме од оваа локација и кога зборував дека ќе биде винарија со сместувачки капацитети, со ресторан, со хотел, па немаше човек што не ми се насмеа буквално во лице и да ми каже ти си тешка будала. Но сепак од отварањето на ресторанот и хотелот во 2009 година, кога капацитетот на хотелот беше 11 соби, до сега тука помина многу луѓе, има дојдено многу туристи, ми се чини од цел свет има дојдено луѓе, дури и од Индија и од Бразил сме имале гости тука во хотелот. И да речем, таквиот развој на настаните јас го посакував, нели? Но дури и јас самиот бев изненаден од тој интензитет што го добивме, поготово после 2010 година, значи веќе втората година. Така да одлучивме после тоа и да се прошириме во хотелскиот капацитет и во 14 и 15 година изградивме нови соби. Така да сега имаме 33 хотелски соби и ресторант за негде околу 140-150 луѓе, со тоа што имаме и двор со бар напред. Имаме гости буквално од цел свет, со тоа што најбројни гости ни се од Србија
но имаме и доста американци, значи имаме луѓе од Германија, доста од Романија, се повеќе и повеќе од Романија. Имаме гости, тоа се луѓе кои што се на пропатување за Грција, но што не научија како дестинација и доаѓаат се повеќе и повеќе. Така да во тој поглед сум доста задоволен како се развиваат работите, како се развива. Што повеќе е полни касата? Дали хотелскиот бизнис или бизнисот со вино? Во 2015 кога го изградивме, веќе кога завршивме вториот дел од хотелот, тоест кога стигнавме до 33 соби, веќе 2015 60% од нашите приходи доаѓа од вински туризам, а 40% од виното. Сметаме дека и понатаму така ќе оди, дека винскиот туризам ќе биде носичкиот поголем процент од приходи дека ќе ги имаме од винскиот туризам, со тоа што наредните чекори сепак подразбираат и едно друго време и едно друго разбирање не само од нас во однос на туризмот, туку и од средината во која што живееме. Дали е тоа градот Демир Капија, но и пошироко Тиквешијата, затоа што она што е наредно потребно е развој на туристички содржини. Значи инвестицијата ви е во тој правец. Каде би инвестирала Попова кула и каде ги гледа развојните бизниси? Кога збориме туристички содржини, тоа што значи? Тоа значи дека сега некој туриста ќе дојде во Попова кула поради виното, едноставно убавината на местото, амбиентот, тоа добро го кажете. Меѓутоа, тоа е за една ноќ, еве уште еден ден и еве уште една ноќ. За да го задржиме тој турист тука или во Тиквешијата, во Демир Капија или во Тиквешијата, мора да развиеме како средина, мораме да развиеме други туристички содржини. Ние веќе почнавме нешто да работиме во Демир Капија, тука како развој на некои патеки, пешечки патеки по Дошница, потоа развој на патеки, планинарски патеки до неколку скоро напуштени села, дали е тоа село и живи и напуштени, дали е село Челевец, село Клисура, потоа планинарење до Просек, потоа имаме джип сафари тура до Радња. Друго нешто што развивме тука со орнитолошкото друштво е тура за наблюдување на птици, што е многу интересно. Имаме доста туристи кои доаѓаат од Бугарија, кои што се страшни специјалисти орнитолози, кои што доаѓаат неколку пати годишно во Попова кула специјално за да ги гледат орлите. Значи имаме и такво нешто како развој. Имаме развој на планински велосипедизам, имаме ние една направена една патека која се вика околу лозијата на Попова кула од 13,5 километра. Значи тоа се или имаме да речеме даваме тука со локалниот клуб даваме часови по оро, народни танци, нели? Интересно да Демир Капија е мало местенце, но тие имаат едно живо културно-уметничко друштво. Понатаму она што сме го развили како содржина, тоа даваме часови по готвење, традиционални јадења. Значи тоа се тие некои содржини што би го натерале туристот да остане повеќе тука, не само во Попова кула или во Демир Капија, туку и во Тиквешијата. И затоа реков, она што треба понатаму е една подруго разбирање за туризмот на сите оние потенцијални туристички чинители во Тиквешијата. Затоа што за мене, го кажав тоа претходно кога ја видов Напа Валеј во Америка, Тиквешијата е неверојатен капацитет за туризам. Неискористен. Значи, ние многу пропуштаме како луѓе овде во Тиквешијата. Навистина, жал ми е тоа, но од друга страна пак мислам дека и тоа е можност за невиден економски развој. Меѓутоа, за таков еден развој неопходна е соработка помеѓу општините. Значи, една општина сама за себе може нешто да развива, ништо. Ако погледнеме и ако погледнеме и географијата на Тиквешијата, значи, нели, планините околу Тиквешијата, што се викат, ова е регионот. Дајте соработувајте заедно за да се направат некои нешта. Евен да кажам само еден пример. Зошто да нема пат од Демир Капија до Кавадарци преку Неготинската општина? А тоа е пат кој што би одел Демир Капија, Бесвица, горе село Вешие, Горни Дисан, Долни Дисан,
преку Белград, си го знаеме кој е Белград, до Кавадарци. Кој е винскиот пат на Македонија? Ај нека ми каже некој кој е тој вински пат. Нели збориме вински пат? Кој е тој вински? Тоа е винскиот пат. Ајде сега да се навратиме на песната Билјана Платно белеше. Кои се тие винари белограѓани? Од кај се? И што прават? Го газат платното? Не, отидоа да земат за невеста Билјана, тоа беше кавадарчанче момче, напред што го водеше карванот, нели? Тоа се сватовите што одеа. Меѓутоа, тоа се винари од областа Белград. Така, значи тоа е винскиот пат. Или регионалниот пат што требаше да биде направен до сега од Демир Капија кој што оди нагоре кон Барово, Крњево. Значи кога би бил тоа таму па да се поврзи локалитетот Барово што е сега во сопственост нели на Тиквиш, кој што сигурен сум утре ќе направат некоја мини винарија таму, па и Грков винаријата ќе заживее од гледна точка на што сега е затворена, од гледна точка на туризам би заживеело тоа. Исто еден убав пат. Или да речеме Сопот и Куријата не поврзани 3 километри. Од гледна точка на вински патишта, тоа е тоа што треба да го развиеме. Друго нешто што треба да развиеме е велосипедски патеки на тие вински патишта. Значи, некоја таква содржина, или еве да кажем нека на друга содржина. До неодамна чамците што постоеа на Тиквишкото езеро не беа регистрирани. Слушнав дека оваа година од капетанијата веќе ги регистрирале. Некои се луте, можеби, некои собствени вика треба да платам за регистрација едно друго. Не, но од гледна точка на туризам тоа е добро. Наредно што е потребно е некој од тие мажи што имаат чамци да кажат добро, ја ќе се бавам со туризам, да купе лечиња и да каже окей, кај мене се безбедни туристите, можете да ги носите, ги носиме до манастирот на Тиквешкото езеро. Значи, сигурен сум дека ќе има туристи. Значи, има многу потенцијали Тиквешијата од гледна точка и како вински туризам, но и како авантура, дали тоа планинарење, шетање, велосипедизам, кајакарење на Тиквешкото езеро и од гледна точка на религиозен туризам по манастирите низ Тиквешијата. Значи, од културен аспект исто така имаме големи потенцијали, но имаме потенцијали и од еден специфичен тип на туризам кој се нарекува настани, доаѓање на настани. Меѓутоа, ние тоа воопшто не го практикуваме. Некако многу аматерски го организираме, да речеме, гроздоберот. Гроздоберот во 70-тите години беше настан на ниво на екс-Југославија. Сега е ништо гроздоберот. Значи, ние гроздоберот треба да го направиме на ниво на Тиквешијата, да биде фантастичен настан кој што ќе привлече туристи специјално од околните земји. Страшен економски развој лежи таму. Или Свети Трифун. Исто така. Ако добро се организира тако нешто, тоа може да биде магнет за туристи. 2-3 дена има тука туристи. Ако може еден екзит фестивал во Нови Сад да привлече толку стотина и илјади туристи кои ќе остануваат за 3 до 4 дена. Некој нека размисли колку се тоа пари оставени во Нови Сад. Зошто да не останат во Тиквешијата за време на Свети Трифун? Пазите, имаме две добри работи. Го имаме Свети Трифун и го имаме гроздоберот. Ако измислиме уште 2 настани, ја веќе ги знам кои се, а тоа е младо вино што Тиквеш покушава да го направи, но сам еве и една гигант фирма, Тиквеш, не може да го направи тоа Тиквеш сам. Тоа треба целиот регион да биде, и тогаш друго значење би било. Тоа е едното, тогаш го покриваме, нели, уште еден квартал од годината со еден настан, и после тоа фестивал на младо бело вино во мај месец. Значи, виното од и белите вина не сега сакаме што посвеж да ги продаваме, и белите вина веќе излезени се негде во мај. И ете така, имаме 4 настани веќе кои што Тиквешијата може да направат да биде една страшна туристичка дестинација од гледна точка на таков еден туризам, настани. Ако на тоа ги врземе и другите типови на туризам што веќе ги спомнавме, значи Тиквешијата има еден огромен потенцијал.
Но за такво нешто мораат сите општини да соработуваат и да се направи една јасна стратегија и развој во тој правец. Каде е попова кула во тоа? Нели, ние и натаму работиме во тој правец, туркаме колку што можеме да турниме и тука во Демир Капија на ниво на тиквишијата, да речеме ние не само што ја нудиме попова кула тука да туристите пијат вино, него отворено без никаква надокнада за нас ги нудиме другите винарски визби. Некој може смета дека сме конкуренција, но не, ние ги нудиме, активно ги нудиме, викаме да луѓе отидете до ова визба, одите до ова изба. Значи сакаме тоа да биде на таков начин организирано, здраве, ќе видиме како ќе се одвива. Како и да е, мислиме и понатаму да се шириме во туризам, можеби не во сместувачки капацитети, но во нешто што би значило наша содржина туристичка, можеби спа центар и отворен базен. Ние во Демир Капија тука можете да замислите дека имавме ли рецепционери? Не. Имавме ли кувари? Не. Готвачи? Не. Значи, моравме многу обука да дадиме на тие луѓе, дадовме таа обука на луѓето, но таквото нешто ќе мора да се практикува и на ниво на регион. Мислам дека се повеќе ќе се бараат тие професии и дека и младите и постарите луѓе кои што имаат афинитети дали кон готвење, дали кон угостителство од смисло на рецепционерство и разговор со туристите, не само вински туризам, воопшто туризам, мислам дека тој дел ќе расте. Колку што гледам, во Кавадарци никна 2-3 сместувачки капацитети, исто така како и Попова кула, сега има отворено еден нов сместувачки капацитет, таму се отвараат и некои нови ресторанти. Ако сме паметни да ги искористиме овие движења во индустријата на туризам и да бидеме ние двигатели на нештата во тиквешијата, мислам дека цела тиквешија може да економски да стане да застане на подобри нози и да онда младите луѓе не мора да одат во Америка или во Канада или негде на други места, него да останат тука и тука да создаваат фамилии, едноставно да имаме еден развој во самата тиквешија. Здраве, Македонија. Благодарам за овој разговор. Имаме ли ние винска култура сосем на крајот, надвор од темата? Како домакини знаеме да ја пренесеме или пак треба да учиме доста, бидејќи ни доаѓа многу народ од страна кој знае, има таа култура, или пак не? На жалост, во Македонија винската култура е на ниско ниво, морам да кажам, на жалост. Но тоа може да се гледа на два различни начини, како оној вицот на човекот што отишол во Африка да продава чевли, па се разочарал, вика никој не носи чевли, а другиот кога дошол рекол никој не носи чевли, тука може нешто интересно да биде. Така да може да се гледа и песимистички и оптимистички. Мала ни е винската култура, тоа значи дека може да порасне. Тоа е доброто, но во моментот е мала, така да продажбата на виното е доста мала во Македонија, морам да кажам, и тоа е разочарување. Ние доскоро зборевме меѓу себе, винарите, зборевме дека македонците пијат 8 литра по глава на жител. Што по податоци е исклучително ниско. Значи, рекордер во светот е Франција со 64 литри по глава на жител. Вино годишно. Во просек. Тоа значи некој испил и 100, некој испил и 20, нели? И тука се вклучени и децата, и старите, и болните, значи во тој просек е секој. Тоа преведено на вински јазик значи дека секој возрастен над 18 години, па до старост, до длабока старост, пие по 2 чаши на ден. Што е многу здраво, не повеќе, 2 чаши на ден. И го разбира виното, нели? Меѓутоа, кај нас не го пиеме, нема и винска култура во однос на тоа како се пие, како се ужива виното, како се комбинира со храна, што представува виното. На жалост, повеќе се пие ракија и повеќе се пие пиво, што е жално кога имаме 24.000 хектари под винова лоза. Ние винарите всушност мораме да бидеме ориентирани извозно. Затоа што, ако рачунате, околу 150 милиони литри
вино се произведува во добра година, може да се произведе и 100 милиони литри во лоша година, а Македонија, еве, да кажеме дека сме 2 милиони, што јас мислам дека не сме 2 милиони луѓе, мислам дека сме негде околу милион и пол, еве, 2 милиони по 8 литра, негде околу 16 милиони литри да се испијат во Македонија, тоа е 10 до 15% од нашето производство на ниво на Република Македонија, значи мора да бидеме извозно ориентирани сите винари. Со надеж, нели, сите винари кои што произведуваме флаширано вино, сите се трудиме да работиме на подигањето на таа винска култура, пред се преку обука на кадарот внатре, во винаријата, еве да речеме дали се тоа нашите колеги келнерите или куварите или доле на рецепција тие што работат, па дури и самите винари, значи обука нивна, а потоа и секој еден што доаѓа тука, гледаме на некој начин, нели, суптилно да кажеме што е вино, како е вино, зошто се пие, како се пие, едноставно да ја подигнеме таа винска култура во Македонија, а и се друго што работиме како промоција во Македонија е свртена во таа насока дека има еден елемент на чекате малце, а како да некого научиме нешто повеќе да разбира за виното, така да било што произведуваме и како промотивен материјал или како настап некаде е исто и во таа насока. Благодарам за разговорот. Благодарам и вас.